Добар ден на сите. Врз основа на член 47 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за спорт, млади и рекреација во Советот на општина Битола на ден 11.12.2020 со почеток 10 часот, презакажана на 14.12.2020 година, денес со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Јавен повик за формирање на иницијативен одбор за формирање на локалното собрание на млади на општина Битола. Точка број 2. Разгледување на барање од Националната мрежа за спорт и млади за организирање на велосипедски настан Гран Фондо Битола 2024 година. Точка број 3. Разгледување на барање од Сдружение конзули ветерани Битола. Точка број 4. Разгледување на барање од ГСК Пелистер. Точка број 5. Разгледување на барање од ФК Светлост село Кукуречани. И точка број 6. Разгледување на барање од ОФК Кравари. Оставам дневниот ред на гласање. Кој е за, молам да крени рака? Значи можеме да почнеме. По ред. Точка број 1. Јавен повик за формирање на иницијативен одбор за формирање на локалното собрание на млади на општина Битола. Андреј, представник од општина, ќе ни образложи. Повели, Андреј. Почитувани членови на Советот на општина Битола, во однос на точка 1 од дневниот ред, јавен повик за формирање на иницијативен одбор за формирање на локално собрание на млади. Јавниот повик е изработен, само накратко, согласно Законот за младинско учество и младински политики и одлуката за формирање на локален младински совет. Пред 2 години е формиран првиот локален младински совет и постапката почнува наново пред завршување на мандатот. Локалниот младински совет е конституиран на 2 февруари, така да со време ја почнуваме оваа постапка. Иницијативниот одбор се состои од 5 членови, кои што единствена задача им е да организираат јавен повик, да го објават таквиот јавен повик за формирање на локално собрание на млади, а потоцна таквото собрание да објави уште еден јавен повик за локален младински совет. Така да овој иницијативен одбор, како што кажав, се состои од 5 члена на возраст од 15 до 29 години. Сега во јавниот повик немаме наведено датум. Ако имате ваши предлози кога истиот да биде објавен или во зависност од тоа како општинската администрација ќе одлучи, планирано е наредната недела за со време да отпочнеме постапка, да не дојде до некој вакуум простор. Јавниот повик ви испратен на сите. Ако имате било какви забелешки и прашања, повелете, тука сум да одговорам. Благодарам. Прашања? Бидејќи нема прашања, ја ставам точката на гласање. Кој е за, молам да крени рака? Со 4 гласа за е гласана точка број 1. Предлагам овие другите 2, 3, 4, 5 и 6 точки да ја разгледуваме заедно, затоа што се барање од спортски здруженија за финансиски средства. Значи, точка број 2, разгледување на барање на Националната мрежа за спорт и млади и организирање на велосипедски настан Гран Фондо Битола 2024 година. Точка број 3, разгледување на барање од Сдружение конзули ветерани Битола. Точка број 4, разгледување на барање од ГСК Пелистер, Градски стрелачки клуб Пелистер. Точка број 5, разгледување на барање од фудбалски клуб Светлост Кукуречани. И точка број 6, разгледување на барање од ОФК Кравари. Вики е представник од општина, ќе ни образложи. Повели, Вики. Ви благодарам. Точно да, стигна е барање, стигна и до совет, стигна и до градоначалник, значи до делението за јавни дејности. Меѓутоа, нормално здружение како здружение имаат право да се обратат до општината, бидејќи знаат дека сега се планира и се прави буџетот, нели по сите програми за 2024 година. Меѓутоа, како што знаете, е пракса уназад толку години, значи во ниедна од програмите, посебено во спорт и млади, ние не ставаме конкретно, значи средства за одредени здруженија, бидејќи тоа сметам дека не е конкретно кон останатите здруженија спортски, а исто така не е ни транспарентен ваквиот начин. Се прави сега програмата нормално, согласно потребите на граѓаните, имавме ние и форуми. Така е креирана што потоа нели во 2024 година ќе има јавен повик каде што ќе може Комисијата за спорт и млади
да согласно тој јавен повик, значи да доделува средства. Исто така имаме комисија за евалвација која што доделува средства по однос на пристигнати барања, така да мислам дека некоректно е во моментот да разгледуваме некои барања за 2024 година, кога уште не е ни усвоен буџетот за 2024 за спорт. Така да овие барања треба да се конкурираат, односно овие клубови да се конкурираат во 2024 година која ќе има јавен повик. Благодарам, Вики. Те молам уште еднаш да повториш, ќе те замолам, кои се следните чекори нивни за да добијат финансиски средства? Освен до комисијата за спорт јавниот повик што ќе биде распишан. Така, ќе имаме јавен повик. Кои се другите начини? Значи, ние имаме исто така комисија за евалвација, каде што сите здруженија нели можат слободно во текот на цела година да аплицираат и клубови. Така да јас мислам кога ќе се донесе буџетот за 2024 година, негде во јануар ние ќе имаме прецизна слика и ќе знаат сите здруженија кој ќе биде тој начин за да може да достигнат одредени средства од ова програма. Така да сега за сега останува дека тие значи треба да почека да помине буџетот за 2024 година, да го донеси советот, а потоа во јануар месец, значи кога ќе бидат распишани повиците, ќе можат слободно сите здруженија да аплицираат. Благодарам, Вики. Прашања? Доколку нема прашања, предлагам за точка 2, 3, 4, 5 и 6 да се донеси заклучок дека тие спортски здруженија кои денес аплицира за финансиски средства да продолжи да пробаат со јавниот повик кој ќе биде распишан од општина Битола кон комисијата за спорт и како што каже Вики потоа и до комисијата за евалвација. Од кога ќе се донеси буџетот на општина Битола? Повели Петар. Извинете, председателе, мислам дека треба да одговориме дали позитивно или негативно на барањата кои што ги имаат овие. Таков заклучок ние не можеме да му даваме насоки како, бидејќи овие барања според мене веќе се архивирани до општина и до советот и до председателот на совет, така да мислам дека треба да ги разгледаме и да донесеме соодветна одлука. Како заклучок ние не можеме на постоечко барање да ги разгледаме кога? Со насоки. Сакате да одложиме или? Па доколку може да се одложи. Имаме такво право на следна комисија да ги разгледаме повторно. Комисијата одлага не биде 3-4 пати. Ние не ги одбиваме барањата. А што ќе значи заклучокот? Индиректно му кажуваме дека не може се, затоа што не е ни... Според мене, ако ги разгледваме барањата, мора на крајот да донесеме одлука дали нивните барања се прифаќаат или не се прифаќаат. Со заклучок што ќе постигне. Па со заклучокот значи значи индиректно, со заклучокот се кажува дека во овој момент не може да му бидат прифатени, да им бидат прифатени. Значи барањата ги во овој одбива. момент не може да им бидат прифатени, туку да конкурираат на јавниот повик што ќе биде во март, ако поединечно- сакаат, ако не, тоа е предлог само на комисијата. А не дека ние, тоа е една сугестија и предлог. Иначе Тоа може во како ако одговор. сакате да ги разгледате барањата затоа што стигна уште 2 барања денес, можеме да одложиме комисијата да бидеме транспарентни, да се видите барањата што како и ако сакате да презакажиме комисијата уште еден ден. Може. Андреј, ќе ја презакажиме комисијата, ќе ја продолжиме. Да ги разгледа барањата денес што беа стигнати, или ако сакаш сега да давиме пауза, па да ги разгледаш, ако сакате, па да продолжиме за 15-20 минути. Како мислите така? Може така? Пауза 20 минути. Продолжуваме со комисијата, значи по разгледаните материјали на ново дојдените барања. Предлагам еве повторно заклучок за точка 2, 3, 4, 5 и 6 да се донеси заклучок овие спортски здруженија да за 2024 година да конкурираат на јавниот повик и на останатите комисии за спортски настани и манифестации каде што можат да добијат финансиски средства и во иднина пракса да биде сите овие здруженија, спортски здруженија да конкурираат на јавен повик што ќе го има распишано
општина Битола и повиците за спортски манифестации и така натаму. Значи ги ставам точка 2, 3, 4, 5 и 6, а посебно ќе почнеме. Точка 2, разгледување на барање на националната мрежа спорт и млади за организирање велосипедски настан Гранд Фондо Битола 2024. Точка број 3, разгледување на барање Сдруженија конзули ветерани Битола. Точка број 4, разгледување на барање на Градски стрелачки клуб Пелистер. Точка број 5, разгледување на барање од ФК Светлос Кукуречен и точка број 6, разгледување на барање на ОФК Кравари. Значи носиме заклучок дека овие спортски клубови за 2024 година можат да конкурираат на јавниот повик на општината до Комисијата за спорт. Кој е за ваквиот заклучок, ве молам да крени рака. Со 4 гласа за се гласани точка 2, 3, 4, 5 и 6 по основа на овој заклучок. Со ова исцрпен дневниот ред и ја завршувам комисијата. Благодарам.